Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Може ли некој да биде спасен врз основа на неговата логичка претпоставка дека Бог постои? На кој начин човекот може да се спаси? Генерално гледано, спасението може да биде дефинирано како откровение на Бог на сите луѓе, во сите временски периоди и сите места кои откриваат дека Бог постои и дека тој е интелигентен, силен и вечно постоечки. Но во Библијата, како што е запишано во Псалм 19 и во Римјаните 1 глава 20 стих, јасно се истакнува дека некои работи за Бог можат да се разберат исклучиво преку неговите созданија, кои не обкружуваат. Создавањето ја открива Божјата моќ и сила, но не го открива планот за спасение преку Исус Христос. Само во името на Исус постои спасение, како што е запишано во Дела на апостолите, 4 глава 12 стих. За човештвото нема друго име дадено или под небото, преку кое може да се спаси, освен Исус. Затоа човекот не може да се спаси само преку општото откровение на Бог. Може ли човек да биде спасен преку општо или универзално откровение? Тоа наметнува и друго прашање. Што се случува со оние кои никогаш не слушнале за Евангелието? За жал, се уште има места во светот каде што луѓето немаат апсолутно никаков пристап до Библијата, до Евангелието на Исус Христос или на било кој начин за учењето на христијанската вистина и вера. Во таков случај, што се случува со овие луѓе кои ќе умрат? Дали е праведно да бидат осудени оние кои не слушнале за Христовото Евангелие? Некои ја нудат идејата дека Бог ги осудува оние што никогаш не слушнале врз основа на тоа како тие реагирале на општото откровение, односно, осознавајќи дека постои преку создавањето, тие не му дале значење и не го барале кога тој јасно им се открил. А други пак тврдат дека ако човекот вистински верува во она што може да се знае за Бог преку општото откровение, Бог нема да го осуди човекот врз основа на оваа вера и ќе му овозможи влез во небото. Но тие се мислења. Што вели Библијата за тоа? Проблемот во сето тоа е што Светото писмо, Библијата, вели дека ако некој не е во Христос, тој е веќе осуден. Многу јасно. Тоа може да се прочита во Јован 3 глава 18 стих, Римјаните 3 глава 10 и 12 стих. Во Псалм 14 3 стих се потенцира дека наново родената личност е целосно грешна и нема апсолутно никаква шанса гревот да се отстрани преку општото откровение. Павле вели, нема никој праведен, нема ниту еден, нема никој разумен, нема кој да го бара Бог. Сите се отстранија заедно и се изопачија. Нема кој да прави добро, нема ниту еден. Според Библијата, познавањето на Бог е достапно или овозможено преку заедничкото откровение на човештвото. Бидејќи е грешно, го искривува тоа според сопствениот вкус. Затоа во Римјаните 1 глава се вели: и откако го познаа Бог, тука се мисли на општото откровение, тие не го прославија како Бог, ниту му се заблагодарија, но се изопачија во нивните мисли, нивното неразумно срце потемне. И представувајќи се за мудри, тие оглупија и славата на нераспадливиот Бог ја заменија со нешто што наликува на смртен човек, на птици, на животни и слично. Состојбата на таквите луѓе без Бог резултира бунт, темнина и идолопоклонство. Грешниот човек во својата бунтовност намерно го отврли она што може да се научи за Бог преку природата и бара секакви начини да ја избегне вистината. И бидејќи човекот не го бара Бог,
тогаш природно Бог во неговата љубов мора да го побара него. Тој го направи тоа преку личноста на Исус Христос. Исус дојде да ги бара и да ги спаси изгубените. Тоа е прикажано во Лука 19 глава 10 стих и убаво се вели. Добар пример за тоа дека човекот не може да се спаси врз основа на својата добрина или своите дела и општото откровение е настанот запишан во Дела на апостолите 10 глава. Например, Корнелиј знаел за Бог и како што се нагласува бил побожен човек и се плашел од Бог со целиот негов дом. Раздаваше многу милостини на народот и постојано се молеше на Бог. Дали Бог го спаси Корнелиј поради неговата посветеност кон Бог, врз основа на ограниченото знаење што го имал? Не. Тој немал спасение се до мигот кога му се посведочи за спасение преку Христос. Корнелије требаше и беше нужно да ја слушне пораката за Исус. Бог му заповеда на Корнелиј да ги слушне зборовите на апостол Петар и да го покани во својот дом. Корнелиј го слушна Евангелието заедно со неговото семејство, поверува во Исус и тек тогаш дојде спасението на него лично и неговиот дом. Никој, дури и најдобриот човек, како што бил Корнелиј, не може да се спаси само преку верување дека Бог постои или дека Бог го почитува на некој одреден начин според неговата замисла. Единствениот начин на спасение е Евангелието на Исус Христос. Заедничкото откровение може да се смета за универзална привлечност, луѓето да го признаат постоењето на Бог. Но општото откровение не е доволно за да го доведе човекот до спасение преку Христос. Затоа е толку важно да се проповеда Евангелието по целиот свет, како што е запишено во Матеј 28 глава. Како тогаш, вели апостол Павле, како тогаш ќе го повикуваат во кого не поверувале? И како ќе веруваат во оној за кого не слушнале? И како ќе слушнат без проповедник? Верата во Исус Христос е единственото средство за спасение на човечкиот род. И затоа Исус мораше да стане човек. Бог мораше да стане човек во личноста на Исус Христос. Зошто беше важно Христовото раѓање и тоа да биде од девица? За сиот овој период, додека ги броиме годините од Христовото раѓање, неверните и скептиците, кои се против Библијата и нејзините изјави, го клеветеа и се уште го клеветат осудувајќи го Христовото раѓање од девица. Меѓутоа, христијаните со цела душа и срце веруваат во оваа изјава дека Христос се роди од девица и се друго што е поврзано со овој настан. Што ме запишано во Библијата мора да е вистина, бидејќи во Бог, во кого веруваат христијаните, се е можно. Верата во Бог подразбира и вера во неговите чуда. Раѓањето на Христос од девица е вклучено и во апостолското верување, наречено кредо, и укажува на неспорната содржина на христијанската вера. Зошто? Затоа што Христовото раѓање од девица е поврзано со неговата безгрешност. А апостол Павле вели, Исус Христос дојде во овој свет да ги спаси грешниците, од кој прв сум јас. Само оној кој е безгрешен може да го положи својот живот како застапничка жртва за гревовите на другите. Библијата сведочи за Христовата целосна безгрешност. Во Евреите 7 глава 26 стих Христос е опишан како свет, незлобен, чист и одвоен од грешниците. Ако Христос беше зачнат по природен пат од татко и мајка, односно од човек, тој би ја наследил нашата грешна природа која ја наследивме од Адам. Со вакво зачнување тој не би можел да биде наш спасител. Сите луѓе од Адам се родени како грешници. Гревот се
пренесува од едно поколение на друго, како што апостол Павле вели во Римјаните 5 глава 12 стих. Затоа, како што гревот влезе во светот преку еден човек, а преку гревот смртта, така и смртта помина на сите луѓе, зашто сите сгрешија. Во Христос, наречен последниот Адам, Бог направи нешто ново. Христовото зачнување, како што реков, не е преку отпаднат човек, туку преку силата на Светиот Дух, третото лице од Светото Тројство. Христос, кој е зачнат од Светиот Дух, стана наш Спасител, само на таков начин е наш Спасител. Да имаше малку грев во него, ќе немавме шанса за спасение. Библијата вели тој кој не знаеше за грев. Тој не направи грев и грев во него нема. Тоа е запишено во Коринќаните, во Прво Петрово послание, во Прво Јованово писмо и така натаму. Затоа од голема важност е да ја прифатиме оваа вистина за Христовото зачнување од девица, како посебен настан за спасение на човекот. Зашто оваа вистина е клучна и се однесува за нашето спасение. Жан Калвин во една негова изјава рекол: тој беше вистински човек во се како и ние. Единствено што се разликуваше од нас е тоа што немаше грев. Тоа е библиска мисла. Тој е зачнат во утробата на девица, со чудесната и неискажлива сила на Светиот Дух, така што при самото раѓање да не биде извалкан со грев на телото, туку свет со суверена чистота. Сега, кога Исус е безгрешен, како посебен настан, Бог ја посети нашата планета, како можам да станам христијанин? Во Библијата имаме секакви настани за тоа. Например, имаше еден човек во градот Филипи. Тој им постави прашање на Павле и на Сила, што можеби е најважното прашање и е најважно за секој од нас. За тој човек знаеме само 3 работи. Беше чувар на затворот, паганец, кој не го познаваше Бог, и беше во очајна ситуација кој што сакаше да си го одземе животот. Но Павле го запре во намерата. Прашањето на тој човек гласеше: што треба да направам за да се спасам? Самиот факт што човекот го поставува прашањето, укажува дека е препознава потребата за спасение. Ја виде смртта во себе и знаеше дека му е потребна помош. Кога тој ги слушаше Павле и Сила во затворот, како го слават Бог и му се молат, тоа му беше знак дека и за него има надеж и одговор на неговото суштинско прашање како да се спаси од смртта. Одговорот беше многу едноставен. Поверувај во Господ Исус Христос и ќе се спасиш. Значи, тука е исклучено општото откровение. Поверувај во Исус и ќе се спасиш. Тој без двоумење веднаш го прифати тоа што му го рече Павле. Поверува во Исус и од тој миг неговиот живот се промени. Овој настан јасно ни покажува дека спасението е преку вера. Праведникот ќе живее преку вера. Верата бара или захтева да се поверува дека Исус е Божи син, Господ и Месија. Тоа вклучува да се верува дека тој, како Господ е Божи син, умре на крст за човечкиот грев и според писмото воскресна на 3-тиот ден. Пораката на Павле се состои од овие зборови: зашто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе бидеш спасен. Зашто со срцето се верува за праведност, а со устата се исповеда за спасение. Зашто писмото вели: секој кој верува во него нема да се засрами. Римјаните 10 глава. Да се биде христијанин значи да се промени животот. Преку покаяние и вера, напуштајќи ги сите гревови што ги правил додека не го познавал Бог. Тоа е одвраќање од стариот начин на живење
и од човечката религија и свртување кон живиот Бог, како што е запишано во Солуњаните 1 глава 9 стих. Како се обрнавте кон Бог од идолите, за да му служите на живиот и вистински Бог. Кога човекот ќе го прифати Христос за Спасител, Бог му ветува дека ќе му подари дар на Светиот Дух и ќе стане ново создание, со нов поглед кон животот, со нова надеж кон иднината. Да се биде христијанин значи прво да поставиш прашање: што треба да направам за да се спасам? Одговорот е овој: поверувај во Исус, покај се и Бог ќе те спаси. Амин.